Градоначалникот на општина Газибаба, Бубан Стевковски, го посети и положи цвеќе пред споменикот на херојот Бубан Ивановиќ, кој загина во конфликтот кај диво населје. Тој потенцираше дека животите на загинатите бранители се вградени во темелите на Република Македонија и додаде дека Македонија е создадена и постои благодарение на безрезервната жртва дадена од многу нејзини херои, патриоти, наши браќа, синови, сопрузи, татковци и другари. Од струен удар во неговиот дом загина 65 годишен скопјанец. Неговото тело било дадено на обдукција, при што е утврдено дека причината за смртта била струен удар, соопшти од Министерството за внатрешни работи. Надворешната канцеларија за криминалистички работи Кичево поднесе кривична пријава против 41 годишен скопјанец, осомничен за сторено кривично дело измама. Според информациите на полицијата, од септември 2023 година до сега лицето успеало да измами 3 лица, лажно представувајќи дека ќе им обезбеди виза за странска земја и при тоа зел 1000 евро од секој лице. Пријавениот ги увери жртвите дека преку социјалните мрежи и наводно агенција ќе добијат термин за виза. Сепак, визите никогаш не биле обезбедени, а измамените лица останале без своите пари и без ветените визи. Во тек асфалтирање на крак, од улицата Козле 3 во урбаната заедница Нерези, информираат од локалната самоуправа на Карпуш. Овој крак е во должина од 35 метри, а вакви краци во изминатиот период се асфалтираи на улиците Скупи 20 и Скупи 22 во Бардовци, во рамките на проектот за асфалтирање и реконструкција на краци и улици. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни.